низ збунувачкиот концепт на времето, врз гнилишта на безразумни греди, со смела, мазохистичка ведрина, немоќен од немоќи, живее еден чуден, убав народ, во брилијантната шега на етер. Талка, лута, си ја гони сопствената сенка, ги декодира своите заборавени мудрости за преживување во метежот од секојдневни празнослови. Парчињата од колективното огледало ги бара во историски дати, географски поими, промашени шанси и неискажани зборови. Со проклето силен рефлекс да ја бара вината во друг, а квалитетот во некој друг, задридот. Кој чуден и прекрасен народ поседува огромен уметнички потенцијал и уште поголем страв да си го признае тоа на себе си. Токму затоа и сме тука, да го отвориме прозорецот и да влезе зрак светлина на македонската сцена од светски размери, за да ги осветлиме оние кои молкум бдеат и го очекуваат аплаузот во маглините на невидлива Македонија. Здраво, јас сум Петко Костовски, а вие се наоѓате во невидлива Македонија. Во време кога урбаноста е императив, а авангардноста во изразот одење појаже во секојдневниот пеколен галиматијас, колекцијата на зачувани вредности е единственото легално оружје на уметникот за филтрирање на мрачните наслаги. Во изминатите 20 години во Македонија едно име е символ за ова – PMG Recordings. Разговараме со Александар Пеовски, The John и PMG Колектив. PMG колективот започнал со работа во 2003 година и небрко стануваат еден од бендовите предводници на новата македонска музичка сцена. Произлезени од PMG колективот, кој речиси 2 децении активно делува на нашата културна сцена, тие прават длабок музички засек во светското музичко искуство и го пресликуваат во македонската музичка реалност, давајќи му современ, динамичен и оригинален призвук. Звучното искуство би го локализирале некаде помеѓу креативноста, пост-панк мелодичноста и сировиот танцов пристап. PMG Колектив е еден од концертно најактивните бендови со над 250 концерти, со редовни европски турнеи и настапи на поголеми фестивали како Exit, Јафт и други. Некои од нивните песни се бројуваат меѓу најголемите македонски хитови во поново време: Скопјанка, Манекенки, Ние сме од Скопје, Контрол, Штом те видам и други. Да ги чуеме. Скачаа доста плочи у Скопје, имаше неколку музички продавници, Југотон, ПГП, РТБ, Сузи, разни места, и онда се обидував да ги купам плочите од тие луѓе што ги гледав на фотографии. Тоа беа некои New Wave, New Romantic бендови. И со времето толку се наталжи у мене да ова, осим роденденски диџеј у основна школа, полека почнав да билдам сериозно искуство кое ме доведе до степен да се бавам професионално со музика никаде на почетокот на 90-тите години. Татко ми вајда му го дужам првиот контакт со музика, затоа што он е, да речеме, бил страствен колекционер на плочи кога бил помлад, а понатаму и на цедиња која ја бев доста мала, нешто 6-7 години. И одев со него заедно кога си купуваше за него цедиња во Blow Up генерално. Исто гледајќи слики, генерално гледајќи омотите на албумите, кој ми се свијал највише. И он би ми рекол ај ќе ти го купам цедето. Како друг лендмарк на слушањето и внесувањето во музика, морам да го спомнам музичкото радио канал 103, прво како слушател, подоцна и како водител на емисија, тоа сериозно ми го оформи вкусот и интересот за музика. Канал 103 е првиот медиум кој воведе континуитет у таа понуда, и не само континуитет, него беше и вистински информиран. Значи до 90-тите мислам дека алтернативната култура во градот поише на замисла функционираше, како луѓето си замислуваат како тоа треба да изгледа, некој малце подобро, некој малку полошо си замислувале, а од Канал 103 натаму, значи од 90-тите натаму, дојде една поинформирана генерација, една поинформирана реализација на тоа што би требало да биде алтернативна музика и алтернативна култура. И мислам дека од тогаш наваму на некој начин Скопје фати чекор со оние посериозни некои европски светски градови што се однесува таа некоја алтернативна музика. PMG изигра баш некоја круцијална улога у целата таа работа, пошто буквално ги постави плеќата испод таа некоја техно, ако смеам да ја наречам, револуција во тоа време.
Бевме некои кои долго време беа единствени кои го даваа континуитетот на таа приказна за после, не знам, веќе во втората половина на 90-тите години многу луѓе се зафатат, па дури да стане помалку и комерцијална целата приказна. Мислам дека имаме ужасно квалитетна музичка сцена и артисти од секаков тип на нашава сцена, што, како што кажа Мирко, мислам, сите оригинално мора да се спомне дека на некој начин имаат врска со Канал 103, пошто даде платформа да се развие алтернативна култура. Али денес, мислам дека може слободно да кажеме, мислам да го земеме фактот дека PMG Recordings има колку 112 изданија, со 20 изданија до сега, што е кои се можам да кажам дека се сите одлични, така што мислам дека Македонија регионално супер котира. За разлика од сите други земји кои имаат некаков пазар, па имаат дури и заеднички пазар, што многу помага во развојот на сцена, Македонија нема пазар и многу тешко искача на овие пазари, како впрочем што секогаш било. Но од аспект на некој талент, од аспект на она што го поседуваме како талент и ова идеја за реализација на тој талент, мислам дека предњачиме и дека сме доста добро информирани што е тоа интересно и што тоа треба да се прави за да се биде интересен денеска во светот на музиката. Значи индустрија немаме, али таленти бендови имаме дефинитивно. Целата оваа алтернативна култура, не само музичка, него ајде да прошириме и на другите уметности, тоа е единствената всушност курентна, автентична македонска култура. Ова друго што го викаат естрада, не би рекол дека е култура, мислам не би рекол. Оно е култура, али тоа не е нека култура која е релевантна, онака која носи нешто автентично и нешто значено, тоа е, не навлегувам што е тоа нивна работа, али ова наша култура има простор во општеството колку што сами ќе се избориме. Правиме музика пошто сакаме да правиме музика, не правиме заради ни една друга причина пред се. Институциите која како, мислам, има една институција која добро одговара на не знам, на алтернативната сцена и тоа е Младинскиот културен центар. Реално, морам да го спомнам како таков, затоа што организира доста концерти на располагање за доста најразлични случувања кои одговараат на алтернативната музичка сцена. Имате музичари кои мораат да прават музика заради тоа што тоа е едноставно нивна потреба, или начин на изразување и начин на битисување. Имате музичари кои генерално прават музика на копче или на пари, или не знам, луѓе кои гледаат на работата поише као на некој мал бизнис од типот, не знам, како се вика овие гранапче некој. Секоја држава си има своја културна политика и она крои културната политика врз база на незините интереси. Оваа држава, да речеме, отприлике својот културен интерес го дофрла до, ајде да речеме, пример, дека Владо Јаневски е наш културен аташе во Хрватска, што значи дека ќе му дојде дека нешто као чаирска романтика е врвно дело на македонската музика од последниве неколку децении. Така да, отприлике тоа е некоја парадигма за она што кај нас се случува. Воопшто не се информирани за некоја по-специфична, по-суптилна, по-сериозна култура, така да мислам дека тачно тоа е проблемот и мислам дека се додека неуки луѓе и се додека тие по-софистицираните луѓе не се заинтересираат, тогаш и ќе чмаеме онака, на овој начин. Секогаш ќе има муабети као духот на Скопје умира, замира и дека секогаш ќе има муабети како е све многу потапа него што било, тоа е валја историски муабет, ама не знам, духот на Скопје не го прави тоа како и Скопје изгледа, духот на Скопје го прави тоа кои луѓе се таму и што прават. Не знам, ние може да наречеш дека ние секогаш ќе си имаме некоја микрокосмос Скопје во ова Скопје и нас ќе ни биде убаво во него, а некој друг нема да му биде. И секако дека имаме најразноразни проблеми кои ги нашлавме до сега и кои секако влијаат на сцената како таква, ама тоа што ќе го направиме ние, тоа е тоа што ќе го имаме како Скопје. Така што тоа е духот на Скопје, не, нашиот дух. Не можам да бидам одговорен за она што било пред ја да дојдам или она што ќе биде од која ја ќе дојдам, али дур требам ја и дур јас на некој начин се поистоветувам, се поистоветувам со Скопје, веројатно многумина го прават тоа и многумина имаат различни Скопјиња.
за себе, но за мене е битно моето Скопје да биде уредово и моето Скопје да плови под некој напнати едра, на некој фин ветар кој го дува од позади и мене ми се чини дека тој дух е доста солиден, доста симпатичен, доста вибрантен, доста супер обстојува и на некој начин дури се развива, така да јас сум прилично задоволен и за мене додека ја овде одам и додека ја овде действувам и додека ја овде резонирам, духот на Скопје ќе биде сјаен. Една од задачите кои јас себе си ги поставив, нели, освен дека сакам да бидам музичар и да се изразувам на тој начин е дека со PMG Recordings, мојата дискографска куќа, би сакал да исправам таа историска неправда да еден тон талентирани музичари не добијат соодветна презентација во општеството. И мислам дека таа мотивација доведе до таму да ја бидам цврсто решен и едноставно малтене фанатично, претпоставам и сулудо, да влезам во реализација на целата таа приказна која тргна и се реализира. Отприлике тоа е малата приказна која би сакал да им ја кажам на луѓето кои можеби треба да дојдат и да продолжат таа работа, значи треба само да имаат љубов, да бидат доволно информирани, фанатично да влезат и искрено, сериозно во тоа и нормално да не очекуваат премногу помош од страна, него да бидат спремни самите тоа да го направат, пошто ако очекуваат помош од страна нема да ја добијат, ќе се изначекаат, а особено ако очекуваат помош од некои институции, ќе заспијат чекајќи. Не, мислам мора се тоа сами да го направат и што е најинтересно од кога сериозно ќе тргнете од целата таа акција, во еден момент почнуваат да доаѓаат и бенефитите. Од разен карактер, значи пред се ќе бидеш задоволен сам од себе и ќе бидеш исполнет и реализиран човек, а потоа можда ќе можеш и да живееш од тоа. Знаеш, е прекрасно. Мислам дека е доста различно од тоа што барем слушам дека било во 90-тите, пошто не бев овде во 90-тите толку многу, од очигледни причини. Али сега е различно затоа што јас со мојот проект Галатеа имав веднаш платформа каде да издавам својата музика. Имам PMG Recordings, ја давам музиката, ја правам, му се свиѓа на Мирко што ја издавам, се свиѓа на луѓето што ја слушаат и има тоа каде се деси, мислам. Тоа е доволно за еден артист, ако он е стварно сериозно заинтересиран во правење музика, што него му се свиѓа таа причина и само таа причина за почеток има таа иницијатива. Платформата е веќе овде. Платформата е овде во многу различни видови, во вид на издавачка куќа, во вид на радио кое зрачи цело време со најновите трендови во музиката и најновите информации за било што од полето на културата кои се релевантни за нас. Така што музичарите или уметниците кои доаѓаат треба само да бидат храбри и да едноставно да видат што се случува стварно овде во нашиот град, ако збориме, па и не само во нашиот град, него во нашата држава, и ќе го добијат тој простор во таков вид ако се вистински, да не речам, ако се квалитетни и вистински кон таа кауза, значи каузата правење музика, зашто тоа е тоа и секако таа музика да има поента и да биде квалитетна. The John представува материализација на сублимираниот музички талент на Љупа Ангелов. Неговиот широк круг на влијание, способност за композиција и за чудувачка мултиинструменталност води до некои од најдобрите парчиња во современата македонска музика. Бендот е основан во 2007 година, има поминато низ неколку турбуленции и промени на составот, но успеа да одржи високо ниво и возбудливи настапи во живо во Скопје и низ Македонија. Дома имавме еден куп плочи, горе-доле сите од југото издание, реизданија на Битлси, на Стоунси, на Дилан и на таква некоја горе-доле музика од 60-ти, 70-ти, нормално тука беа и плочите од Лепи Сол, Азра. Тоа е тоа што онака се сеќавам. Нормално уствари Velvet Underground исто имавме некоја плоча Greatest Hits, али јас не знаев тоа дека е Velvet Underground, се дека не напунив 17-18 години и кога ги слушнав траките пак, овој бенд го знам и малце покопав и сконтав дека на 6 години исто сум слушал Greatest Hits Velvet Underground на плоча, благодарејќи на стариот мој
сакав да видам кошаркар до 8 одделение и имав лустер фризура и се тоа мислев дека ја ќе бидам првиот NBA играч, а не Перо Антич, македонски. Но у 8 одделение ми се отвори некоја љубов кон музиката, значи се упишав у средно музичко, научив нешто околу музика, како се свири, како теоретски и се до тоа. За од кога го завршив средното, да почнам да пробувам да правам некои бендови по гаражи. Иако пред да го направам да Джон свирав и у Beta Fish, PMG, бла бла бла, у повеќе бендови и со нив го билдав како се вика студиско искуство на снимање. Тоа се некои базични почетоци, мислам поривот за правење музика и креирање бенд од средна школа го носам, али нешто поозбилно тек на 19-20. Мислам дека сцената ни е доста квалитетна, но мислам дека не сите успеваат да излезат надвор од границите, барем во оваа бранша на бендови. Бернес Пропаганда, ете, они турираат низ цел свет. Колку се избори, знаеш, тука нема правила, него едноставно сите артисти ги следи некаква среќа и некакво знаење и некаква комбинација од тие две. И јас мислам дека буквално, знаеш, можеш да имаш и хит на Антена 5, а може и да имаш само хит на 103 и никој да не знае за него освен 200-300 луѓе. Не сме се избориле самите за тој простор. Ја мислам дека едноставно дека некои од артистите се едноставно претивки. И дека ако сакаме да имаме повише простор, дека само треба да бидеме погласни. Знаеш, буквално погласни, знаеш. Во тоа и убавината, знаеш, онака нема уметност, нема добра лирика ако ти е тоа дадено на послушалник, знаеш. Него треба да се избориш за тоа. Да се избориш и за своја слобода на говор, за свирање, за простор кај што креираш, за све мора да се избориш, пошто никој нема да ти го даде тоа, така. Немам ништо против субвенции каде да отидат тие, но фората е да се искористат, како се вика, квалитетно, културно, а не на нешто селјаш. Ако некој му дојде на мојот бенд, значи и да му даде неколку илјади евра и да ми каже напред песна за трето дете, ја ќе направам некоја трака, нема да му кажам не, знаеш, али тоа ќе биде онака мрсно порно, знаеш. И така, таква некоја трака. Ова Скопје што го живеам денеска е многу поразлично од она пред 5-6 години. Мислам дека не е само ради мене, изгледот на градот е тотално променет, па дури и духот на луѓето. Малце мислам дека е згужван, искршен, иако добар дел од луѓето се се уште среќни и весели кога ќе излезеш навечер, кога ќе ги сретнеш, нели? Но мислам дека се променија многу ствари на полошо. Мислам дека пак целиот народ е крив за тоа и ние самите скопјани, пошто у Скопје живееме, нели? И тоа има одраз на све, на целата уметност, и на музиката, и на културата, самата култура на живот, мислам, онака се фрла ѓубре на секаде, кога ќе излезеш у сабота са бајле од петок, ќе видиш низ парк ѓубре или по улици. На полошо отиде, на друга она Скопје од 2007-2008, после Скопје 2014 се е другачи, иако се надевам на болji денови, наискрено, ако ме прашаш. Не се откажувам. Не го давам Скопје. Но ја мислам дека после еден breaking point ќе има уште една транзиција, нели? Ние сме у транзиција уште 25 години, ама ќе има уште една нова транзиција, не знам, за 10 години може ќе тргнеме да оправуваме работа, кога ќе сватиме дека све у наши раце, знаеш, секој поединец е битен, онака, и тоа, кога ќе почнат луѓето да излагаат со точаци, пешки, кога ќе го дадат својот глас, кога ќе сватат дека секој глас е битен, значи, за ставот што го имаат, ако го имаат нормално. Ние сме огледало на сегашноста, да се разбереме.
Мислам, како што ти кажав преска 2008-2009 Скопје беше прва лига град и ние направивме една песна што сика ние сме од Скопје. Мене денеска да ми биде незгодно да ја свирам на мој концерт таа трака, бидејќи не верувам во зборовите што ги пеам, знаеш. Така да мислам дека сме едно исто со општеството. Ако не сме она apple and oranges, али баш тој незгоден, таа незгодна сегашност и општество, мислам дека е доволна инспирација за да се кажат како стојат работите вистински, знаеш, дека не е Македонија прва у економија, дека не сме, знаеш, како се вика, со најмала невработеност земја на Балкан, да, бруто домашен производ, така, БДП. Не е толку розово како што е како што ни кажуваат. Али тоа е инспирацијата, тоа е фората, тоа е кечот. Да се малце поизбалансирани работите, веројатно ќе ни биде полесно на сите, ама па можда нема да бидеме толку жустри. Дај Боже све поише и поише деца да гледам, знаеш, што пробуваат да прават своја музика, свој бенд без разлика каков стил на музика ќе прават, да бидат само да се забавуваат, тоа би им препорачал, пошто ако нема забавлење и дружба у екипата, онда све е за џаве, знаеш. Пред се идејата е to have a good time. И успехот е вторичен, знаеш, ако не и понатаму. Фората е да се најдеме на некое убаво место и да свириме и да најдеме заеднички јазик, а да не зборуваме со зборови, знаеш. И ако имаме некој нов материјал што треба да го избациме пред лето, не знам дали ќе биде тоа долго свирачки или краток албум, EP. Најверојатно ќе имаме некоја балканска турнеја на септември, но исто тоа да не шпекулираме, кога ќе дое време ќе објавиме. И се надевам од кога ќе го избациме новиот материјал, дека ќе добиеме некоја покана од летните фестивали околни. Мислам на Балканов, не само кај нас. Александар Пеовски е водечки македонски современ класичен композитор. Неговиот брилјантен, посебен и неверојатен талент ги надминува политичките и духовните граници. Неговата музика открива подлабоки и пошироки перспективи во денешните естетски и практични трендови. Пишува симфонии, камерна музика, електронска музика и джез. Исто така пишува музика за филм, театар и реклами. Да ги чуеме неговите размислувања. Па на најпрвиот контакт не можам да се сетам, веројатно сум бил многу мал. Со оглед на тоа дека сум од музичка фамилија, веројатно сум бил многу мал. И имало повеќе такви моменти, некој ми се као кроз магла, така да не би можела да се сетам, ама се сеќавам што ме натера да се бавам со музика, односно да почнам да свирам бубњеви. А тоа беше еден концерт на саксофонистот, джез саксофонистот веќе покоен Майкл Брекер во Скопје. Мислам дека беше 87 година или 8, кога дојде со една постава во која бубњеви свиреше Адам Нусбаум. И ја како дете тој момент прв пат осетив, или ако можам да кажам, развив таков тип на емпатија кон музика што ја слушам во живо. И посекав да свирам бубњеви. И така почна. Ако разговараме за реализација, условите се тешки. Секоја по-сериозна продукција бара и по-обемен ангажман, вклучува повеќе луѓе. Со оглед на тоа дека доста од мојата музика е напишана за повеќе луѓе, за поголеми ансамбли, доста тешко се реализира тоа, бидејќи тешко кој би се сложил во ова време да прифати да работи на некој проект, особено кога тука нема финансии за тој проект. 60-тите години прв пат во Македонија почнува да се создава модерна, кога во светски рамки, европски светски рамки, таа всушност завршува. И започнува постмодерната, тука се раѓа модерната. Значи ние почнуваме многу касно, токму поради тој дисконтинуитет во историјата. Не сме биле дел од таа европеизација, не сме биле дел од
од сите тие континуитети и токму поради тоа дури во 60-тите почнува. Сега, колку год да благодарение на неколку автори тоа прогресира бргу, сепак не се прескокнуваат скалила туку така лесно и секогаш знаете како прваче мора да се враќаш и да си ги изодиш сите и да си ги изучиш сите лекции кои што си ги пропуштил. Така да во голема мера со се она што се соочуваме денес на културолошки план е резултат на таа дупка, на тој дисконтинуитет, а и во исто време па сме пукнати да бидеме пандан на светски или европски пандан и при тоа комплетно го запоставуваме по она што го носиме ние како потенцијал и како континуитет. И со самото тоа сме во еден ќорсокак ни ваму ни таму, избунети, исплашени, искомплексирани, гледаме како види они како можат, ние не можеме, ама и ние сме болji, па не сме болji. Се должи на тој дисконтинуитет. И сметам дека воопшто не ни треба да се оптеретуваме, него треба да бидеме свесни кои сме и што сме и да бидеме насочени кон она до кај што ни е чергата. Значи да го работиме она што знаеме и да го работиме најдобро што можеме. Алтернативата е таа која што го критикува мејнстримот, па потоа за некое време мејнстримот ги узурпира сите тие нешта за кои што бил критикуван од самата алтернатива и онда алтернативата станува мејнстрим. И тоа е бесконечен процес. Сега денеска многу тешко може да се дефинира што е алтернатива. Денеска самиот мејнстрим во кој што живееме е андерграунд. Мислам, поголема алтернатива од ова што се случува на ниво на мејнстрим во Македонија, не знам дали постои. Ова што ни се случува на моментално е алтернатива. Тоа не може да биде мејнстрим. Овде се уште е турбо фолк мејнстрим. Овде се уште имаш ти почнувајќи од телевизиски програми, од секојдневен живот, од музика, архитектура, све е турбо фолк. Едноставно како може да очекуваме ние било каква упоредба со BBC, кај што они имале, како што рече ти сега пред малку, простор за све. Па не може, ти прво мора да имаш здрав естаблишмент културен, институции да функционираат фантастично, да имаш мејнстрим прво силен, да би можела на тоа да се надоврзе, односно не да се надоврзе, него да како антипод на тоа да се јави алтернативната сцена која, пошто знаете како, колку по силен мејнстрим, толку по силна алтернативна сцена. Колку по конзервативно општество, толку по силна алтернативна сцена. Алтернативата не е местото во институција. Не е. Таа делува вон институционално. Не мора анти. Ако има потреба, делува и анти. Вон институционално делување значи дека ти го работиш тоа без и не те спречува никој. Не чекаш од државата да те стимулира за да работиш. Туку работиш затоа што ти се осеќаш повикан тоа да го направиш, да ја создадеш таа уметност. И ако ти си спречен од системот, онда ти делуваш вон институционално. Ако тебе ти го дадат, како што е МКЦ на пример, погледнете како работи последниве година-две колку се постојано настани. Она цела алтернативна сцена буквално и даде простор, нели? Зошто би се бойкотирало МКЦ на пример, кога со ништо ниту еден од тие артисти кои што настапиле таму не бил условен. Ако направиш ти концерт овде у парк, ти значи дека си андерграунд уметник. Не те прави тоа, нема врска, те прави самиот начин на работа, те прави не само процесот на работа, туку самото дело те дефинира тоа што го правиш. Тука нема лажење. Се што е авангарда било со органска причина да биде авангарда, а не од некакви помодарски причини. Знаете, опозиција и авангарда не е исто. Тука е поентата, главната суштина на алтернативната сцена. Ако ти ја институционализираш или не дај Боже партизираш, таа веќе не постои. Тогаш самиот имидж и конзумирање на наркотици не ти помагаат да можеш да се декларираш себе си како андерграунд уметник. Запознав еден пријател од Њујорк, кој што беше овде кратко во Скопје, имаше некои настапи и во еден неврзан разговор баш го прашав
како изгледа сцената во моментов у Њу Јорк, што се случува баш на ниво на тој underground. Он ми одговори, underground is gone. Што не постои више. Вика, постои, вика, хипстерај. Underground не постои. Заради тоа што, веројатно, undergroundот е некој период, како што бил, не знам, импресионизмот, како што. Тој е еден период, делот од како да кажем, од некое време, кој што доживеал веројатно свој пик и сега е во пад, или можеби не е. Ова само е чисто едно од размислувањата, бидејќи навистина е све измешано денес. Целата енергија која пулсира ме депримира. Ме депримира токму поради прво од недостиг на домашно воспитување. Прво од добар ден, па се до меѓулјудски односи професионални, па да не разговараме. Овде не дошол човек, ако се договориш у 2, да дое у 2, например. Никој за ништо не му е грижа. Се едно, летаргија. Па добро, па супер ти е му, па добро, па и да е супер, па и да не чини музикава, и тоа е добро. Све едно. Буквално така би го дефинирал. Се едно. Екзистенција е основна оваква преокупација и многу повеќе од екзистенција, ако може и да се граба она бескрајно, још боле. Зашто да изедам 10 кебапчиња кога можам 100? Зашто да возам еден джип кога можам 10 джипа да возам? Едноставно младо општество, неизживеано и сфрустрирано, кое што по секоја цена сака да биде пандан на некои поразвиени општества, а при тоа суштината не ја менува, не ја поправа. На индивидуално ниво, збориме на ниво на персона или на индивидуа. Повеќе ме плаши немањето на цел. Тоа што на 19, на 20 години луѓе не знаат што се, не знаат што сакаат да бидат. Тоа е проблемот што мене ме мачи. Што јас се повеќе гледам луѓе кои што не знаат што се. Во разговор кој би ги прашале што се, они не знаат. Ќе заврши некој факултет ради неговите дома да покаже диплома или да може да се вработи, така, за да зима сигурна плата. Тоа е најбитното нешто. Пошто така сме воспитани од мали. Да завршиш, да се вработиш негде државно, да зимаш висока плата. Тоа е, односно сигурна плата. Не е битно ништо друго. И оттаму нема ни простор за тоа дали ти нешто сакаш или не. На тој начин се создава една маса, а при тоа не се создава критична маса, бидејќи немате способни луѓе. И онда тие кои што се способни, кои што не се дел од таа маса, они се соочуваат со овој проблем и или стануваат, се претопуваат во таа простачка средина, медиокритетска, или кутрите ќе мораат да бараат шари да сидат од Македонија, као што и сидат, кога ќе кажеме денеска тешко време, утре, тоа е не постои лесно време. Светот и животот се сурови и тука нема помош. Значи ќе мора да се борат тие нови клинци. Као што сите претходно се бореле и сите наредни ќе се борат. Тоа е како маратон. Ќе трнат 10 души, тој што ќе истрча, тој ќе биде прв. Така е. Така е, едноставно така функционира светот секаде и од секогаш функционирал. Мирко Попов, PMG колектив. Љупа Ангелов од Џон. Теја Шелдева, исто така од PMG колектив. Јас сум Александар, поздрав до невидлива Македонија. Овие размислувања и творби на македонските уметници се исто така дел од нашето секојдневие, како и безбројните тривијалности на кои што без борба им го препуштаме нашето внимание. Размислете за ова. Во меѓувреме, ние остануваме тука, на маргините, во невидлива Македонија. До гледање.